Вести на Канал 8. Добар ден. Во деновите од продолжениот празничен викенд, екипите на комуналното јавно предпријатие Водовод интервенираа на повеќе места во Кочани, каде што имаше дефекти на комуналната инфраструктура, а што беа предизвикани од поројните дождови. Санирано беше и оштетувањето на дел од атмосферската канализација во коритото на Кочанска река. Поројните дождови и покачениот водостој на Кочанска река во изминатите денови предизвикаа повеќе оштетувања на комуналната инфраструктура во Кочани, меѓу кои и на делот цевководот на атмосферската канализација во коритото на реката во централното градско подрачје. Дефектот го невозможуваше собирањето на надојдената вода по улиците, поради што постоеше опасност од излевање во околните објекти. Овде се работи за цевка од атмосферска канализација, од уличната канализација. Се работи за водолжина некаде околу 30-40 метри. Истата цевка од високите води е однесена, направено е прекин и водата се враќа назад, односно од самите улици останува, не може да се абсорбира во самите цевки. Денес сме овде, цевките се наставуваат, за да не дојде до сакани поплави по улиците, да ја санираме таа појава. Имаме критични места, тоа е на улица Теодосија Пунов, каде што врзува со улица 9 мај, кај градската градинка. Имаме дефект кај улица Страшо Ербапче, каде што врзува со улица Роза Петрова. Имаме дефекти кај Косовка, кај Мак Петрол Бензинската, на таа раскрсница. Имаме и на други места помали дефекти, меѓутоа ќе интервенираме на време да ги сервисираме. Од Водовод рекоа дека најголем проблем при поројните врнежи е затнувањето на фекалната канализација поради неодговорно донесување на поединци кои фрлаат отпадоци во шахтите, пошто доаѓа до преполнување на цевките и излевање на водата. Во изминатите денови во комуналното предпријатие имале поголем број повици од граѓаните со барања за интервенирање на нивните улици. Комуналните екипи ќе работат и во текот на наредните денови, со оглед што се најавува продолжување на врнежите. Општина Кочани продолжува со активностите за изготвување стратегија за одржлив развој за наредните 5 години, а во постапката се вклучени и граѓаните. По одржувањето на првите 2 се најавува и последната од планираните 3 работилници, на кои се собираат предлози за насоките за развој. Во вторник, 19 јуни, со почеток од 10 часот и 30 минути, во ресторанот Амор во Кочани ќе се одржи третата и последна работилница за подготовка на стратегијата за развој на општина Кочани. Учесниците на првата работилница работеа на својата анализа за состојбите во економијата, туризмот, образованието, културата, спортот, здравството и социјалата. Регистрираните белешки како силни и слаби страни, можности и закани беа испратени на увид и доработка кај членовите на Советот граѓански издруженија, социјални, спортски и културни работници. На втората работилница пак, што се одржа пред 2 недели, беа дефинирани визијата и мисијата како и стратешките приоритети и цели. На последната работна средба треба да се добијат контурите на предлог текстот за стратегијата. Инаку, стратегијата за развој се изработува низ партиципативен и транспарентен процес со вклучување на сите клучни засегнати страни, јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, со посебен фокус на родовата интеграција во сите аспекти на процесот. Целиот процес пак го водат надворешни експерти од Организацијата на жените при Обединетите нации, организација која преку регионалниот проект Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа ја финансира и изработката на стратегијата за развој на општина Кочани. Кочанските средни училишта ги отворија вратите за упис на нови ученици. На првиот ден од првото пријавување од јунскиот уписен рок, менеджерските тимови на училиштата во главно задоволни од бројот на пријавени деветооделенци. Годинава во Кочани има околу 320 завршени деветооделенци. На првиот ден од првото пријавување во јунскиот уписен рок, директорите и наставниот кадар во двете средни училишта во главно задоволни од одзивот. И во двете средни училишта до пладневните часови се пријавија по ист број ученици, по 120. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев најголема заинтересираност деветооделенците покажале за електроструката за профилот техничар за компјутерска техника и автоматика. Денес, 18.6.2018 година, до 12 часот во Средното општинско училиште Гошо Викентиев има пријавено вкупно 120 ученици
за наредната 2018-2019 учебна година. Значи, во средното општинско училиште веќе е општо познато дека има 3 струки: електромашински и сообраќајни. До сега најголем интерес има за електроструката. Вкупно има пријавено 70 ученици во сите струки и профили. Во сообраќајната струка има пријавено 30 ученици во еден профил, техничар за транспорт и шпедиција, и во машинската струка досега има пријавено само 20 ученици. Се надеваме дека во текот на утрешниот ден, на вториот ден од првото пријавување, дека ќе бројот на ученици ќе биде задоволителен, така да ќе може да се формираат сите 10 паралелки кои што се распишени според конкурс за тековната наредна учебна година. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов, за разлика од ланската година, годинава поголема заинтересираност има за економски техничар. Првиот ден од првото пријавување до 12 часот има пријавено 72 ученика во економско-правна и трговска струка, поточно профил економски техничар, и 53 ученика во гимназиско образование. Во текот на денот очекуваме да дојдат уште ученици. Првото пријавување важи и утре, значи 19 јуни. Резултатите ќе бидат објавени на 20 јуни. Во гимназијата и годинава има место за 272 ученици распоредени во 8 паралелки, а во средното училиште Гошо Викентиев со новите профили воведени од ланската година 442 ученици распоредени во 10 паралелки. Резултатите за упис во средните училишта и бројот на слободните места ќе бидат објавени на 20 јуни во 12 часот. Утре е вториот уписен ден од првото пријавување и запишување. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 28 јуни, а резултатите и слободните места ќе бидат објавени на 29 јуни. Пријавувањето и запишувањето во августовскиот уписен рок ќе биде на 23 август, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 август. Инаку критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 оделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети: мајчин и странски јазик и 2 предмети што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни надпревари. Роденденска гала вечер на која Ротари клубот Кочани Виница прослави 5 години постоење беше организирана во ресторанот Александар парк. Беа доделени награди на млади лидери од Кочани Виница, а избран е и новиот председател на клубот за ротаријанската 2018-2019 година. Пета гала вечер во организација на Ротари клубот Кочани Виница се одржа во саботата во ресторан Александар парк, на која клубот одбележа и прослави 5 години постоење. Во рамките на гала вечерта беа доделени награди на млади лидери од Кочани Виница. Награди добија 6 средношколци, од кои 3 првенци на генерациите во 3 средни училишта во Кочани и Виница, а 3 се избрани по пат на конкурс од страна на заедничка комисија од клубот и училиштата. Тие добија вредносен ваучер од по 15.000 денари на секој ученик. Целта е да се стимулираат децата да останат во Македонија и да бидат активни граѓани во општеството. Во склоп на гала вечерта беа промовирани и 3 нови членови на клубот и беше извршено примопредавање на председателството, бидејќи мандатот на председателот е една ротаријанска година. Досегашниот председател на клубот Владко Димитровски го предаде председателството на новиот председател Јован Попов од Виница. Ротаријанските членови на Ротари клубот Кочани Виница во ова 5 годишно постоење докажаа дека стопанствениците и интелектуалците од Кочани и Виница можат заеднички да се дружат, да настапат сплотено и да реализираат проекти во Кочани и Виница корисни и за двете општини и да допринесат да бидат квалитетна алка за развој на двете заедници. 2017 година во ротаријански рамки за клубот Кочани Виница беше доста активна во однос на реализирани проекти, истакна досегашниот председател на клубот Владко Димитровски. Како главен проект би го издвоил продолжувањето на проектот за кабинетот по роботика кој почна ланската година и кулминираше оваа година преку учеството на тимот Макбот пионери кој настапуваше на светско првенство во Соединетите Американски држави, а претходно освои прво место на државен надпревар во Србија и трето место на надпревар во Адрија регионот. Друг позначаен проект што го реализиравме како Ротари клуб е изградбата на така наречено патио во основното училиште Кирил и Методи во Кочани, што представува едно катче детско за најмалите категории на ученици кои можат
своето слободно време за време на паузите да го минуваат таму времето, наместо да излегуваат на улица. Други неколку исто така значени проекти кои што ги реализира нашиот клуб се донација на спирометар во клиничкиот центар во Штип. Го одбележавме Мовембер, месецот на машкото здравје, преку организирање на забава и предавања за машкото здравје. Дониравме 50 пакети во Кочани и во Виница на најзагрозените социјални категории на нашите сограѓани. Годинава исто така што е за поздравување е фактот дека е избран нов координатор на Сојузот на ротари клубови на Македонија и асистент на гувернерот на Дистрикт 1912, а тој е токму член од ротари клубот Кочани Виница Зоран Тодоров, кој што беше и прв претседател на ротари клубот Кочани Виница. Овие 5 години веќе се етаблиравме во општеството, веќе меѓу себе направивме конекции кои веќе прераснаа во пријателство и сите заеднички направивме повеќе проекти кои во општеството ја принесоа за да подобрат некои условите за живот и меѓу другото промоција на некои вредности кои мислиме дека треба да се етаблираат во општеството. За овие 5 години јас сум задоволен, бидејќи јас како прв претседател кога го оформив и имав бев среќен, а сега сум и горд, зашто гледам дека во овие 5 години клубот оди во нагорна линија и со тенденција да продолжи така и понатака. Како доказ за тоа и дека оваа година имаме и координатор на Сојузот на ротари клубови на Македонија, тој е и асистент на гувернерот на Дистрикт 1912, тоа сум јас. И тоа е исто едно одликување на нашиот клуб и една почест во родилјанскиот живот. Новоизбраниот претседател на ротари клубот Кочани Виница за оваа година ги најави проектите кои ќе бидат реализирани во ротаријанската година. За наредната година ќе ги најавам следните проекти: ширење на ротаријанството, соработка со ротари клубот за зголемување на членството, меѓуклубски проект состанок на клубовите од регионот за познавање и реализација на заеднички проект кој ќе произлезе од состанокот, крводарителска акција во соработка со Црвениот крст, хуманитарна театарска представа во соработка со Народниот театар од Штип, еднодневна екскурзија за децата од дневниот центар за лицата со посебни потреби, уредување на зелени површини во Кочани и Виница, во соработка со локалната самоуправа, вински пат, вклучување на вината од нашиот регион во европската карта на вина и проект Едисон, регионален проект за поврзување на електрификација на автопатиштата во регионот. На гала вечерта имаше доста гости како од двете општини Кочани и Виница, така и од други општини од Македонија, како и од збартимените ротари клубови од Србија, Бугарија и Словенија. Котизацијата за учество на гала вечерта изнесуваше 1500 денари, а собраните средства ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Во моментов во Македонија функционираат 20 ротари клуба, а ротари клубот Кочани Виница, кој што се вбројува во еден од поактивните во републикава, брои околу 30 активни членови. Во петокот и во деновите од викендот муслиманите го славеа Рамазан Бајрам. Рамазан, 9-тиот месец во исламскиот календар, воедно и месец на почетокот на објавата на Куранот. Во петокот, кога беше и неработен ден за сите граѓани и во деновите од викендов, муслиманите го слават празникот Рамазан Бајрам. По едномесечниот пост во кој верниците се воздржуваа од храна и пијалоци од зора до зајди сонце, од петокот до неделата во сите џамии се служи утрински Бајрам намаз. Рамазан, 9-тиот месец во исламскиот календар, воедно и месец на почетокот на објавата на Куранот. Верниците од исламска вероисповед овој празник го слават 3 дена. Во текот на рамазанскиот пост, муслиманските верници се обврзани да даваат садакатул фитер, милостина на сиромашните. Фитерот треба да се даде пред утринскиот Бајрам намаз, а ако некој тоа не го направи, се обврзува фитерот да го даде во текот на годината. Исламот е изграден на 5 столбови. Првиот е да посведочиш дека нема друг Бог освен Аллах и дека Мухамед е неговиот пратеник, да клањаш намаз, да постиш зекјат, да даваш зекјат и да одиш во хаџ ако си во могуćност. Тие се една рамазанските постови, една од задолжителните наредби од возвишениот Господ кон еден муслиман, кој муслиманот треба да ги изврши сам по себе си, односно фарзи ајн речено во исламската терминологија. Така да со постот, односно од
и пред изгреј сонце до зајде сонце муслиманот избегува од јадење, од пиење и од интимни односи, така да во врска со тоа ние оваа награда ја чекаме од возвишениот Аллах, поsto што го држиме е за Аллах и ние наградата ја чекаме од возвишениот Аллах. Рамазан Бајрам е ден кога се сретнува моќта на богатите со слабоста на сиромашните во љубов, милост и правдина. Ден кога сиромашните се радуваат во удобностите на животот. Ден кога роднините се сретнуваат во благодат и внимание еден за друг. Ден кога муслиманите се соединуваат во молитви и меѓусебни посети. Ден кога пријателите ги оживуваат мостовите на љубовта и елементите на блискост. Ден кога благородниот дух ги простува грешките на другите и се соединува по разделбата. Солистички концерт на пијано во просториите на Основното музичко училиште Ристо Јуруков имаше матурантката Благица Арсова, поранешна ученичка во Кочанската образовна установа. На завршниот настап по повод завршувањето на образованието во Средното музичко училиште во Штип, таа се представи со дела од познати автори на класичната музика. Во салата на Основното музичко училиште Ристо Јуруков, солистички концерт на пијано приреди Благица Арсова, матурантка од Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов од Штип, во класата на професор Славчо Величков. Арсова настапи со дела од Бах, Бетовен, Рахманинов и Шопен, а на крајот свиреше и четирирачно со својата школска другарка од Кочани Сезен Асимова. Во обраќањето пред публиката таа истакна дека досега настапувала на многу сцени, но концертот во Кочани, на пијаното на кое го започнала школувањето, и е посебно драг. За успехот на Арсова зборуваше и директорката на Основното музичко училиште Ристо Јуруков Елизабета Ѓоргиева, која го истакна задоволството што ученичката на генерацијата од пред 4 години ја задржала таа титула и во средното образование. Пред присутните се обрати професорот на Арсова Славчо Величков. Со Благица притувавме каде да го организираме овој концерт, дали во Штип или во Кочани, но се одлучивме да биде во Кочани, бидејќи потекнувото ово училиште го дава прекрасни ученици кои ја представуваат нашата држава и натака продолжуваат стануваат прекрасни уметници. Со Благица кој е пред 4 години кај мене, замислите многу работи, ни се остварија голем дел од сите работи, се остварија, бевме на многу концерти, реализиравме многу награди, признание доби Благица, така последното признание кој најдобар ученик на генерацијата. Во текот на школувањето Арсова има освоено бројни високи награди на државни и меѓународни надпревари, а минатата година настапи како солист со оркестарот при Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов на концертот по повод 70 годишнината на училиштето. Таа има посетувано и часови кај професорите Јуриј Кот, Ѓорѓе Милојковиќ, Владимир Млинарич и Александар Сердар. Сдруженијето на пензионери Кочани во саботата беше домаќин на 23-тите регионални спортски надпревари. Учествуваа пензионери од 6 здруженија на пензионери од Источна Македонија. Севкупен победник со најдобри резултати во сите дисциплини се домаќините Сдруженијето на пензионери Кочани. На градскиот стадион Никола Мантов во Кочани во саботата се одржаа спортските надпревари во рамките на 23-тите регионални спортски надпревари, чиј домаќин беше Сдруженијето на пензионери Кочани. Надпреварите се во организација на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Пред присутните спортисти од Сдруженијата на пензионери на Виница, Македонска Каменица, Делчево, Пехчево, Берово и Кучани, присутните најпрвен ги поздрави и им посака успешни спортски резултати Ѓорги Серафимов, претседател на Кочанската пензионерска организација, кој се заблагодари за укажаната чест и доверба од страна на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, Кочани да биде домаќин и организатор на овие спортски надпревари од 8-миот регион. На мене ми е посебно задоволство што бројно сме денеска во нашиот источен регион, што сме сите тука, ние како домаки ги направивме сите услови и сите мерки ги презедовме да ви обезбедиме добро такмичење и сметам дека тоа ќе успееме. Дозволите од името на Сдруженијето на општина Кочани да ги поздравам сите и моите драги гости и со тоа да дадеме на знање на сите и пензионерите, ако се во трета доба,
може да спортуват и може да постигнуваат добри резултати. Во името на општина Кочани присутите ги поздрави Томе Солевски, председател на Советот на општина Кочани. Чест и задоволство ми да сум овде со вас како представник на општина Кочани и на Советот на општина Кочани. Убаво што сте во волкав голем број, ви посакувам успешни игри, уште поуспешно одржање после спортскиот натпревар. Во името на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, пред присутите зборуваше Салтир Каровски, подпредседател на Организацијата на пензионерите на Македонија, кој надпреварите ги прогласи за отворени. Во своето обраќање пред присутите Каровски ја истакна улогата на луѓето од третото доба во севкупните активности кои ги остваруваат на планот во културата и спортот. Како втора многу значајна содржина во нашето ангажирање е спортувањето, кој вели дека во оваа доба од животот не можат да се постигнат добри резултати во повеќе спортски дисциплини. Денес ние имаме можност да реализираме како покровители Сојузот и домаќинот Сдружение на пензионери Кочани со учество на 6 здруженија на пензионери од овој источен регион или како според планот на Сојузот на Сдружение на пензионери во рамките на 8-те здруженија, 8-те регионални средби од регионални спортски надпревари во овој 8ми регион денеска да се покажат добри резултати и да се обезбеди учество во сите дисциплини предвидени според правилникот за спортски активности на Сојузот како покровител на организирањето на овие спортски надпревари. На 23-те регионални спортски надпревари учествуваат 330 спортисти од источниот регион, кои се надпреваруваа во 11 спортски дисциплини во машка и женска конкуренција, согласно правилникот за организација на спортските надпревари на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите. Севкупен победник стана Сдруженијето на пензионери на Кочани, кој освои 12 први места, и тоа 10 во машка и 2 во женска конкуренција. По нив следуваат Сдруженијата на пензионери на Македонска Каменица, Берово, Делчево, Виница и Пехчево. Најуспешните спортисти по дисциплини ќе представуваат својата општина на претстојните републички спортски надпревари, кои што на 2 септември ќе се одржат во Радовиш. Во неколку градови низ Македонија гостува караванот на улични шоу забавувачи под заеднички назив Баскерфест 2018. На турнијата низ државата во текот на изминатиот викенд и Кочани беше дел од фестивалските екзибиции и забава. Караванот на традиционалниот летен фестивал на улични уметници Баскерфест викендов гостуваше и во Кочани. На 15 јуни во паркот, а на 16 во трговскиот центар настапија танчери, музичари, акробати и жонглери, кои ги засмејуваа и забавуваа присутните граѓани. Баскерфест ја пречекува публиката не само со улични артисти и музика, но и со низа различни понуди за незаборавна забава, пантомима, креативни активности, ликовни изложби. Баскерфест е првиот меѓународен и мултикултурен уличен фестивал во Македонија, кој имаше своје деби во 2006 година. Во него се вклучуваат се повеќе учесници од различни земји во светот. Освен во Кочани, годинава караванот на Баскерфест гостува и во Охрид, Штип, Македонска Каменица, Велес, како и во скопските општини Ѓорче Петров и Центар.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.